Добар ден, криптоентузијасти, денес ќе имаме многу интересна тема, ќе разговараме за Кадена, како интересен проект, Proof of Work, не сме работеле долго време Proof of Work проект, така да ќе биде доста интересно да обработиме еден кој што е реално, можам да кажам, доста уникатен. Повторно, тоа не значи ќе биде дел од нашето портфолио, но на вистина има доста што да се каже за овој проект и нормално имаше голем интерес од страна на нашата заедница, па затоа и денеска ќе биде истиот обработен. Но пред да почнеме со самиот проект, знаете и сами, значи мораме на почеток да на некој начин дадеме апдейт на тоа што се случува, што ќе се случува понатаму на нашиот канал, со тоа што денеска имаме една многу интересна и многу добра објава, нешто што голем дел од вас го сакаат, но нели, чекор по чекор. Прво, како што знаете и сами, остануваат уште Кадена и Illuvium за оваа недела, тоа е нашата altcoin недела. Не се секирайте, од текот на наредната ќе имаме гласање за следниот блок на проекти, затоа што ни остануваат уште само два проекти, а тоа е Flux и Gnosis Pay. Така да овие два треба да бидат обработени, но тоа ќе биде нормално во текот на, да речем, нормална недела или пак во следната altcoin недела. Со тоа што нормално треба да дадеме нови 4 проекти, значи наскоро очекувате дека на Facebook ќе имаме пост со најчесто ставаме некој wallpaper на altcoin, каде што нели бараме од вас да ни предложите кои коини би сакале да ги видите обработени на нашиот канал, а потоа ние ги обработуваме оние кои што се најдобри, кои што нели од сите да речем предложени ќе бидат најдобри, ги ставаме на гласање во еден нов блок и потоа редослед ги обработуваме на нашиот канал. Така да у текот на утрешниот ден очекувате го и видеото за Illuvium и со тоа официјално завршуваме на успешна altcoin недела. Со тоа што за следната имаме многу содржини. Повторно, се според вашите гласања, гледате и сами, значи постојано ги ставаме вашите гласања поред, со тоа што нема да има време за Gnosis Pay или за Flux, значи ние го ставиме на гласање, но за жал во текот на оваа недела не заборавајте дека понеделник и вторник се Бадник и Божич, значи нема поента сега да ве малтретираме на Бадник и Божич, знам дека нели си имате фамилиарни обврски исто како и јас, така да одмарајте, значи продолжен одмор за сите оние кои што гледаат нашиот канал, со тоа што нели од среда па натаму продолжуваме јако, со тоа што погледнете и сами, значи сабота ќе имаме еден лайвстрим, тоест официјалниот техничка анализа лайвстрим за неделата, каде што гледаме дека највеќе гласови доби на сите наши платформи техничка анализа на алткоини, додека за специјално неделно видео според вашите гласови ќе биде гемиџиската стратегија на DCA, односно стратешки DCA и формат на нашето портфолио, како апдейт на сето оно што досега сме го работеле во овој пул маркет, кое што нормално ние го следиме и го нотифицираме, го запишуваме за вас, за да може да следите нашата работа и да видите како ја применуваме оваа наша уникатна стратегија која што ја, да речем, развиваме во овие последни два бул маркети. Така да, се надевам дека ќе уживате специјалното неделно видео, верувам дека ќе биде доста поучно сите оние кои што потенцијално се уште не се сретнале со оваа наша стратегија. И нормално во однос на распоредот на материјалот, веќе според вашите гласови направивме официјално за следната недела што и како ќе биде. Значи понеделник и вторник нормално ќе оставиме на вас да се одморите, потенцијално ако има некои битни итни вести, дефинитивно ќе направиме краток лайвстрим, како што знаете и сами. Дополнително оставаме за среда да имаме прв официјален нели лайвстрим, а тоа е геополитика и крипто, како што веќе одлучивме на самиот канал заедно со ваша помош. Значи најчесто на почетокот на неделата, вторник или среда имаме лайвстрим геополитика и крипто. Потоа продолжуваме со altcoin вести, кои што се доста одложени, дефинитивно време е да ги направиме. Па ќе имаме вести за економија и биткоин, има доста битни случувања во однос на макроекономијата кои што се поврзани со криптосекторот, кои што мораме да ги обработиме. Значи не заборавајте, на 10 ќе имаме исто така и нова стапка за невработеност, така да тоа ќе биде одличен ден за да се направи видео за економија и биткоин. Во однос на тоа што очекуваме на пазарот, така да овие видеа потенцијално може да бидат обработени порано, но ќе ги гледате на деновите кои што ги гледате на овој распоред на неделно ниво на нашиот канал. И нормално сабота имаме оној стандарден техничка анализа лайвстрим, каде што во оваа стација ќе разговараме за техничка анализа на алткоини. И недела ни останува, значи според вас како што веќе одлучивте, гемиџиска лична DCA стратегија да ја образложиме на каналот и да видиме како истата до сега се исплатила или не за нашиот канал. Не заборавајте 15 јануари, значи тоа е за 10 дена од денес, ќе имаме официјално уште еден настап во CryptoHub Малта, наш 6ти настап, значи таму сме уникатни гости и едни од најпожелните. Со тоа што овој пат, како што веќе кажавме, ќе разговараме за
значи стандардниот биткоин циклус и зошто е толку битен во крипто секторот и како истиот единствениот економски предвидлив циклус во светот. Така да тоа е веќе обработено на нашиот канал, сте виделе, че тоа беше презентацијата која што направивме пред 2 недели за специјално неделно видео, но ако некој од вас е на Малта, повелете 15 јануари во Crypto Hub Малта, тоа е во Гзира во Soho The Strand, така се нарекува зградата, така да повелете и нормално ќе имаме добра дружба, малку комедија, малку едукација. А чисто како напомена, значи еве статистика за претходната година, за 365 дена нашиот тим, нашиот канал произвел 421 видео. Не шортс, туку видеа и лайвстрим, од кои што имаме 338 видеа и 83 лайв стримови. Со тоа што ако ова го помножиме по 1 до 2 часа, во зависност од тоа колку се долги видеата кои сме ги направиле, ние сме направиле повеќе од 800 часа видеоматеријал за македонците ширум светот. Гледаме дека тоа македонците очигледно го поддржуваат, ни помагаат, значи гледаме 200% раст на гледаноста на нашиот канал во 2024 година. И со тоа уште ќе напоменам, значи ова е со кариера и канал како хоби, ние сме успеале да направиме практично по 1,5 видео на ден за вас. Замислите кога ова ќе ни биде единствена окупација, единствена преокупација, единствена професија. Замислите тоа, значи ефективно ова ќе биде практично телевизија, ако мене ја прашувате, но нели? Чекор по чекор ќе стигнеме и до тоа, само сакам да ви кажам дека посветено си ја фативме работата, гледаме дека имаме добар во македонскиот народ и нормално тоа се обидуваме да го оправдаме. Така да му благодарам на македонскиот народ, на патреон заедница, да сите оние кои што не поддржуваат, продолжуваме и понатаму да работиме за македонците ширум светот. Исто така на 9 февруари очекувајте дека ќе се видиме во Велес, значи ќе имаме предавање во Пијано Пар во така речено центарот на Велес. Наскоро ќе добиете и евент и карти, карта за тоа како да стигнете, значи нормално настапот ќе биде бесплатен, како и секогаш ние за едукација не наплаќаме, значи ова е се покриено од нашата Patreon заедница, односно оние членари кои што ги добиваме и ги користиме за да организираме ваков тип на настани, каде што во попланените часови во 5 часот на 9 февруари ќе имаме предавање на темата крипто, како со крипто до долгорочна финансиска независност. Ова е нормална тема која што вие ја одбравте и јас со задоволство ќе ја изработам за овој настап. За мене легендарен, затоа што настапувам во мојот Велес. Знаете, сами тоа е престолнината на геймиџиите, значи мене ќе ми биде исклучиво мило да го направам ова за сите вас, со тоа што во вечерните часови после нашето предавање и нормално практично ќе одржиме нели и прашање, кој сака да не праша, ќе има бенд, исто така покриено се, не се секирајте, само дојдете, да уживаме заедно сите, ако сака некој, барот ќе биде отворен за пијачка, се останато е покриено од Геймиџија каналот. Дополнително 8 часа лайвстрим доаѓа во текот на јануари, да ја поминеме уште оваа недела, да видиме како се до тоа ќе се движи, затоа што нели треба да најдеме термин кој што ќе биде за сите добар, кој што ќе одговара да можат сите да бидат присутни, затоа што последниот 6 часовен лайвстрим беше многу добра дружба, значи морам да ви напоменам дечки, ние сме презадоволни од тој 6 часовен лайвстрим, затоа одлучивме да го скршиме нашиот рекорд со нов 8 часа лайвстрим алткоин техничка анализа. Значи пак идејата е јас можам, дали вие можете да ме следите 8 часа, останува да видиме. Така да тоа е нешто интересно кое што го планираме за јануари нормално. И ова е една од главните работи кои што сакам да ги споделам со вас денес. Значи очекувајте дека наскоро ќе има Геймиџија онлайн продавница. Значи планираме многу интересни артикли, ви кажувам веднаш, нормално ништо од ова нема да биде нормално, така да планирате да најдете нешто нормално на нашата продавница, не се трудете, но идејата е од шолчиња до блузи, до блузони и така натаму, да направиме брендирана роба на нашиот бренд, на нашата, да речем, фамилија Геймиџија. Идејата е да направиме интересно за нашите, да речем, гледачи да можат да си купат брендирана стока од Крипто Геймиџија. Значи, најдовме наша македонска конфекција, нормално, со наши македонски продукти, која што ќе го обезбедува за нас принтот. Така да се тоа ќе биде организирано во Македонија, значи веќе сме во крајни преговори, значи оприлика е направено се, веќе се работи дебело на дизајните, за почеток ќе почнеме со едноставни дизајни, нормално сакам да кажам 2 или 3 дизајни на неколку артикли, понатаму како
ќе има интерес за самата продавница, така нормално и ќе се развива ова како посебен дел од гемиџија. Како што ви кажав, значи ова е чекор по чекор се движиме, ова да го направиме да биде еден масивен бренд самиот по себе за едукација првенствено, нормално и понатаму за се останато. Верувам дека ова ќе биде интересно за поголемиот дел нашите гледачи, така да сакав да го најавам, значи наскоро, верувајте ми, многу скоро веќе ги финализираме да речам целата процедура како би функционирало со достава до дома, нели како потенцијално би можело да го направиме онлайн, да може да ги видите артиклите, да наđете што ви интересира, за да биде наједноставно, најбезболно за сите наши гледачи и нормално ние да обезбедиме достава нови артикли до вашиот дом во Македонија нормално. Сега за сега ќе можеме само Македонија, понатаму ќе видиме, но за Македонија дефинитивно наскоро се тоа ќе биде реалност. И нормално како и секогаш на самиот крај, значи мораме да напоменеме уште еднаш, значи поголемиот дел од ова што го работиме е нормално финансирано од страна на Patreon заедницата. Значи ова е заедница на инвеститори кои што во иднина сакаме да биде нашата база на операции, каде што поголемиот дел луѓето кои што може видите и сами плаќаат некоја базична членарина која што нас ни помага да го подигнеме каналот на следното ниво. Планираме многу, веднаш ќе ви кажам, во преговори сме за следната криптоконференција. Тоа ќе биде нешто кое што ќе биде наше и ни по точка раз до него даваме на никого, значи македонската криптоконференција ќе биде наш бренд. Нормално, овдека и Криптофил, значи човекот кој што заедно со нас се организираше првата, така да планираме негде во пролета да го добиете и тоа. Значи јас ви кажам, значи полетуваме. Тоа е тоа официјално, значи нашиот канал пичи, тоа е нашата професија, само се обидувам да го следам ово нели од административен дел, што наскоро ќе биде. Patreon заедницата е основата која што ни помага ова да го направиме на уште повисок степен, на уште повисоко ниво. Така да уште еднаш ќе напоменам, наскоро ќе добиете многу активности, поголемиот дел од овие активности нормално се директно финансирани од она што го добиваме од Patreon заедницата, вклучувајќи го нормално и следната криптоконференција која што планираме во Велес, ќе биде неколку дена за разлика од претходната, ќе имаме неколку говорници, како што кажав, ова е се уште нели во идејна фаза, но работиме на тоа, гледате дека кога нешто ветуваме, дефинитивно се случува, само не сакам да избрзувам со ветувањето додека не добиеме реални, да речем, резултати од она што го планираме, за да можем да го презентирам пред вас. Така да очекувајте си, негде во текот на април-мај потенцијално ќе има криптоконференција од неколку дена, каде што нормално конференцијска сала, се што може да обезбедиме, ќе обезбедиме ние. На вас ќе остане потенцијално каде што ќе го организираме ова да си најдете смешта и така натаму. Не се секирете, се ќе бидете информирани на време. Во меѓувреме, како што кажав, значи оваа мала помош нас си помага да го подигнеме образованието за крипто и финансии во Македонија на следното ниво. Така да ви благодарам на сите оние кои што дел од Patreon, оние кои што не се повелете, станете дел од истата заедница за да ни помогнете да го направиме ова како македонци сложно и наследен чекор на следно ниво. Дополнително сите оние кои што нормално се дел од нашата Patreon заедница, на Patreon апликацијата ги добиваат сите наши содржини пред време. Односно, погледнете и сами. Значи, овдека, уште откако ќе бидат направени, веднаш ги споделуваме со вас и ги гледате први, некогаш и неколку денови пред остатокот од македонската заедница, за да ви се одолжиме за тоа што ни помагате финансиски. Дополнително, освен тоа, ги имаме и оние 5-6 чатови, кои што се многу активни, значи нашата Patreon заедница е екстремно активна, значи може да видите и сами, има огромна, па да речем, корист од секој оно кој што е дел од нашата заедница, затоа што може да видите најразлична размена на информации, едукација, значи размена на мислење и така натаму. Сето ова е крајно позитивно за секој кој што сака да биде дел од крипто заедницата во Македонија, затоа што нема шилење, нема анонимни коментари, значи сите имаат свое мислење, го изразуваат на најдемократски начин, без никакво шилење, без препуцавање, значи такво нешто кај да се забрането. Ова е професионализам на највисоко ниво. Јас сум презадоволен од работата на нашата заедница и дополнително, значи еднаш месечно обезбедуваме посебен тип на лайвстрим, тоа е Microsoft Teams лайвстрим, каде што разговараме директно со нашата заедница, значи буквално сите се на камера, разговараме еден на еден за сето оно што ги интересира, сите прашања и така натаму. Дополнително не заборавајте дека овдека ги имате еден на еден опцијата, каде што нормално може да направите директен разговор со мене, како и нормално Криптофил кој што има свој таб и кој што се што е поврзано со yield farming го споделува овде со нас директно
И директни пораки, како што гледате и сами, че јас еднаш дневно ги одговарам, повеќе од 300 членови имаме веќе и јас до сега не сум пропуштил ден да одговорам на пораките на луѓето кои што се дел од нашата заедница, така да има многу што да се добие за да се биде член од оваа заедница, повелете. Значи пак ќе напоменам многу лесно, линкот до оваа заедница во било кое видео може да го најдете во дескрипцијата и изгледа вака, или пак само отидете на Patreon апликацијата и запишете CryptoGamidžija, ќе ја најдете нашата заедница. Така да им благодарам на сите кои што се дел од истата, како што веќе кажав, и се надевам дека поголемиот дел македонците ќе станат дел од истата со цел да го подигнеме образованието лично ваше и на целата македонска јавност на уште повисоко ниво. И во Велес, кога ќе бидеме, ви кажувам веднаш, значи веќе имаме 2 интервјуа најавени. Едното е со канал кој што го знаете, тоа е нашиот другарски канал Redcast. Значи, одиме кај нив, одвај чекам, тоа ќе биде легендарен подкаст, значи со нашите другари од Redcast. Исто така не заборавајте, денеска во 10 часот, тоест во 8 часот вечер, на Црвени вести ќе го гледате вашиот Гемиџија во посебен сегмент кој што е посветен на геополитика и макроекономија, така да верувам дека ќе уживате во нашиот другарски канал, тоа е Redcast. И имаме уште едно интервју, не сакам да кажам каде е, не сакам да кажам со кој е, значи уште еднаш ќе напоменам, прва работа која што треба да запаметите е дека кога правам вакви јавни настапи, ги правам само заради тоа што треба да достигнеме до што повеќе македонци со финансиска писменост и крипто и блокчейн знаење. Тоа е единствената работа поради која што ги правиме овие работи, така да затоа кога станува збор за масивни медиуми, оваков тип на интервјуа може да очекувате само заради тоа. Јас не одам таму да разговарам за тоа која ми била прва љубов, каде сум завршил средно, што сум по професија, значи верувајте ми, тоа е само основа на еден разговор. Мене главната цел кога настапувам јавно ми е тоа: поддигање на знаењето и на свеста на македонскиот народ за лично финансирање и блокчейн технологија. А сега се враќаме на главната тема денеска, тоа е Kadena, Proof of Work, блокчейн, Layer 1, за кој што ќе разговараме во детали. Значи, што е ова и зошто го правиме? Значи, на нашиот канал имаме различни тип на содржини, кои се структурирани во различни плейлисти, во однос до каков тип на материјал обработуваме во нашето видео. Со тоа што ова е дел од работата на каналот, каде што на некој начин се заветивме дека ќе направиме анализа на повеќе од 100 проекти на македонски јазик, целоста фундаментална и техничка анализа, со цел македонците да може да се запознаат со сите овие проекти детално на нашиот мајчин македонски јазик, а потоа да одлучат дали би сакале да потенцијално го надградат ова истражување и нормално да инвестираат во овие проекти, со тоа што нормално ова не е финансиски совет, ова е само наше видување на овие проекти и што ние сме нашле во однос на истите. Тоа е првата работа, каде може да ги најдете сите овие проекти, сите овие проекти кои што досега сме ги истражиле, може да ги најдете во посебна плейлиста на нашиот канал, која што се нарекува анализа на коини и токени. Како што ќе кажав, веќе се ближиме до она бројка од 100 проекти, значи и најголемите проекти во светот, најголемите канали во светот моментално, верувам дека нема толку видеа колку што имаме ние, ретко кој канал има волку видеа кога станува збор за истражување на коини и токени. И нормално сите овие видеа нарочно ги направивме на македонски јазик, затоа што е многу битно македонците да имаат своја лична директорија на македонски јазик за истражување на овие проекти. Дополнително, како ги истражуваме овие проекти? Со одговарање на 6 групи на прашања. Тоа се овие прашања овде, нормално не ги одговараме поред, ги одговараме како се движи, да речем, работата, односно материјалот за самиот проект, сите овие се различни, така да не можеме да ги одговориме секогаш поред. Како и да е, значи, се обидуваме да ви дадеме една целосна слика за се што треба да знаете за овој проект, преку одговарање на овие 6 групи на прашања. Сега, ќе почнеме од самиот почеток, значи, како што кажавме, апликација и практична примена на коинот, зашто истиот се користи, дали има проекти кои му се конкуренција и дали има апликации од реалниот свет кои може да го заменат. Прво, значи, станува збор за Layer 1, тоа се оние основни смарт контракт проекти, кои што врз себе можат да изградат апликации и други проекти, некојаш дури и цели блокчейни, каде што практично нивната основна цел е тоа: инфраструктура врз која што ќе се гради целиот крипто блокчейн свет понатаму. Со тоа што дали постојат апликации од реалниот свет кои што може да ги заменат, нормално дека не, станува збор за блокчейн технологија, така да Layer 1 е уникатна технологија која што може да се најде само во блокчейн технологијата и е компатабилна со се останато во блокчейн технологијата.
Дали има конкуренти, повеќе од јасно, значи, гледате, и сами во Layer 1, значи, со оглед на фактот дека Кадена има многу мал маркет кап, зборуваме само неколку стотици милиони долари, можеме да видиме дека се наоѓа на многу ниско место, значи погледнете колку само проекти кои што се Layer 1 се над неа, значи она се наоѓаше негде над, само да видиме Кадена, значи на 293 место по маркет кап, а се наоѓа на добро, не знам, 6-7 место кога станува збор во оваа листа. Сега, знаете како, тоа е една од главните работи кои што постојано ви кажувам. Проектите кои што се гласни, дури ако немаат добар проект, јас секогаш ќе зидам Solana затоа што е така. Значи, проектот има 50% пропаднати трансакции, а се наоѓа на четврто или не, на пето место се наоѓа по маркет кап во светот, така. Значи, тоа може само добар маркетинг да го направи, ништо друго, така. Затоа велам, Кадена е одличен блокчейн, а се наоѓа на 70-то место, така. Како и да е. Значи, ќе разговараме за се што треба да знаете за самата Кадена. Како што кажавме, значи, основата тоа е тоа. Станува збор за Layer 1, на кој што се градат практично апликации и се што е потребно, така речено, нели, за да функционира пак во оваа ситуација различен тип на деп. Сега, интересна работа. Значи, овдека стои дека наводно едни од главните партнери на Кадена се JP Morgan, Wells Fargo, Microsoft, State Street, ова е нормално Wall Street екипа, самиот SEC, Moody's, она агенција за консензис, и сега, зошто го гледам ова? Јас лично проверов и не можев да најдам подетални информации дека ова е така. Јас мислам дека ова е повеќе од аспект дека дел од членовите во тимот на Кадена доаѓаат од SEC од JP Morgan. Значи, тоа дефинитивно го потврди, за другите не успеав да најдам, но двата главни членови, кои да речем, самиот CEO и уште еден од повисоките, да речем, челници на Кадена, се од JP Morgan и од SEC, бивши вработени. Така да верувам дека за тоа се ставени, јас лично не можев да најдам нигде потврда дека JP Morgan, например, користи Кадена или било кој од овие големи корпорации, така. Но како и да е, тоа е на нивната основна страна, како што може видите и сами, и верувам дека не би го ставиле ако не е така. Во секој случај, многу не им помага, со оглед на фактот дека на крајот имаат смешен маркет кап, како што видовме, од само 300 милиони. Сега ова е плюс и минус, нели? Минус затоа што се уште не се развиле, плюс затоа што има потенцијал за да се развие, така. Сега, за разлика од поголемето проектите кои што ги, да речем, обработуваме, и овој проект има Proof of Work механизам. Односно, за разлика од Proof of Stake, каде што рековме дека вие имате нод во кој што ставате одредена количина на токени, кои што се вашиот влог, затоа и се нарекува Proof of Stake, значи вие имате влог во блокчейнот, кој што доколку направите нешто негативно во блокчейнот, ќе ви биде одземен или уништен, а овдека нема потреба од влог, затоа што овдека станува збор за майнинг. Односно, овдека имате различен тип во оваа ситуација на Кадена на ASIC майнери, кои што ја обезбедуваат мрежата со доказ на работа. Така, значи доказ дека ја решиле алгоритамот го решиле и според тоа нели добиваат награда од следниот напишен блок. Сега, значи идејата на Кадена е дека самиот Proof of Work нормално знаеме и сами дека е многу побезбеден. Значи они го дигаат, безбедноста е дигаат на највисоко ниво. За нив безбедноста е приоритет број 1. Значи безбедност, а потоа scalability. Со тоа што во оваа ситуација морам да кажам дека на вистина го надградиле сопствениот Proof of Work механизам доста високо и сега ќе го објасниме тоа, значи они за разлика од стандардниот блокчейн на биткоин на пример, кој што има само еден чейн и знаеме дека треба блок по блок да бидат запишувани. Што значи дека додека не се заврши еден блок 10 минути, вие не можете да почнете друг блок и морате да чекате првиот да биде финализиран за вториот да почне со работа. Додека за разлика од тоа, во ова, да речем, технологија на Кадена, која што е уникатна, наречена Chainweb, успеале да го подигнат тоа на многу повисоко ниво. Односно, истите направиле да има паралелни блокови, погледнете сами, кои што практично функционираат како, замислете, 1, 2, 5, 10 биткоин блокчейни, кои што се во исто време практично активни. Така. Значи, со тоа што они во 2020 година, последниот апдейт од 10 го подигнале на 20, замислете, чейн, односно синџири би рекле. Значи, идејата на Кадена е дека на овој начин може да направат, само да видам дали може да го рестартирам видеото, на овој начин може да направат практично да функционира неколку различни блокчейни во исто време. Се разбираме, че еве овдека баш има интересна, едноставна, да речем,
апликација која што го објаснува тоа. Значи само да видам дали ќе почне, не знам зашто не ни почиње сега. Значи идејата е дека наместо да имате еден чейн, вие имате, погледнете и сами, значи неколку чейнови кои што во исто време синхронизирано функционираат. Еве како изгледа. Значи ова е традиционалниот блокчейн, каде што имаме нели еден блок во друг блок, во трет блок, така исто како и стандардниот биткоин. Сега они нормално го покажуваат постепено, затоа што така и се развивале. Прво направиле два чейна, кои што синхронизирано работат еден со друг, а потоа исто да го прошируваат на 3, 5, 10, сега моментално се на 20 чейнови, кои што функционираат синхронизирано. Се обидам да разберам зашто е толку бавно, значи ова е нивната апликација, нема никакви држал како да ја забрзаме, како и да е. Еве како изгледа. Значи, моментално можеме да видиме, ова е на некој начин објаснување за тоа како функционира еден нормален блокчейн, каде што во оваа ситуација, значи, овде ќе имаме еден блокчейн кој што функционира, како што може да видите и сами, значи функционира блок по блок. Така, кога имаме како изгледат кога имаме два паралелни блокчейни кои што можат и помеѓу себе синхронизирано да функционираат, па со 3, па со моментално овде кај имаме колку имаме еден куп, и сега на крајот 10 и 20, да. Че ова е 10 и ова е 20 после 2020 година, каде што гледаме дека сите овие блокчейни можат да функционираат буквално синхронизирано еден со друг. Сега, на тој начин они прават да има безкрајен scalability, се разбираме. Зошто го велам тоа? Затоа што вие имате ситуација во која што кога имате потреба од повеќе, да речем, апликации, да речем имате доста true output, имате многу, да речем, трансакции кои што се процесираат моментално на блокчейнот, вие имате ситуација во која што не ги процесирате блок по блок, затоа што во еден блок во однос на меморијата која што блокот ја содржува, че вие може да имате само одреден број на трансакции, што значи дека ако не стигнете во овој, треба да бидете запишени во следниот, значи дека треба да чекате, така. Тоа е оној bottleneck, каде што имаме премногу трансакции, а true outputот е многу слаб. Погледнете овдека. Ние имаме, ова е директно нивниот Explorer на Chainweb, односно на Cadena, каде што активно може да видите, погледнете како се развива. Значи, блоковите се практично во еден блок имате 19, тоест 20 различни, погледнете. Каде што овие блокови, како се, погледнете сега, како се развиваат, така се развиваат во синхронизирани 20 наместо еден блок. И теоретски, иако се уште не го направиле тоа, може да го подигне тоа дури до 50.000 чейнови. Така, еве, баш овдека тоа е, значи, конечно. Зошто не можам да разберам, зашто апликацијава не се движи понатаму. Сега треба втората да се појави. Ајде да видиме дали ќе успееме сега. Каде што буквално тоа го објаснуваат. Еве, со две, така, каде што два чейна синхронизирано, погледнете. Значи може да бидат како што треба, еден по еден блоковите или пак дури да се поврзуваат со другите блокови. Затоа ви го покажав ова ако го погледнавте овдека, каде што може активно да видите како тоа изгледа во живо. Значи ова што гледате моментално е запишување на блоковите на Cadena во живо. Значи нивната структура е стварно интересна, со оглед на фактот дека они прво ви даваат целосна безбедност, затоа што е Proof of Work, што е многу подобро Proof of Stake, кога станува збор за безбедност, нормално, а во исто време ви даваат и scalability, кој што не е возможен со претходните Proof of Work, да речем, како што беа Proof of Work на Ethereum или пак Proof of Work на Bitcoin. Значи го дигаат тоа на многу повисоко ниво, каде што scalability и брзината им се практично теоретски бесконечни. Така, значи може да се зголемува бесконечно, колку повеќе чейнови, толку по-брзо се процесираат овие трансакции. Со тоа што има и многу интересен свој личен, значи програмски јазик, така наречен пакт. Разликата за разлика од овој и било кој друг, како што се Solidity и останатите кои што се користат моментално, нели ги има тука еден куп, Rust, кој да е, нели, ги има многу. Разликата е во тоа што пакт е човечки, може да биде прочитан од човек. Значи не се базира на код, како што се базираат сите останати, пакт се базира на буквално човечки реченици. Сега, како тоа го направиле, не знам, искрено не сум го видел, но идејата е дека буквално ако го земете кодот на било кој смарт контракт кој што е моментално направен на Cadena, затоа што Cadena, за да биде layer 1, мора да биде смарт контракт компатибилна, значи можете буквално, како според тоа што го кажуваат они, да прочитате што е договорот. Така, значи што е смарт контракт? Смарт контракт е договор дигитален кој што блокчейнот го процесира кога ќе се исполнат условите за истиот. Така. Значи сега овде ќе имате многу различни примери. Пример, има многу спортски фанови на пример на нашиот канал. Да речеме дека моментално
имате смарт контракт, блокчейн, така, за некој фудбалски клуб, каде што самиот блокчейн прима постојано информации за статистиката на фудбалскиот клуб и да речеме дека доколку некој од овие фудбалери постигне одредена количина на голови во текот на сезоната, ќе добие бонус. Што значи дека не треба тоа човекот да го прави лично, туку самиот смарт контракт ги прима статистичките податоци од перформансите на клубот и доколку овој фудбалер успее да ги исполни тие услови, да добие толку голови во текот на да речеме оваа сезона, автоматски ќе се активира овој смарт контракт и ќе му исплати на фудбалерот одредена количина бонус, како што е нели тоа предвидено според самиот смарт контракт. Значи тоа е поентата на смарт контракт. Сега како ова се применува на преку пакт, вели, за разлика од стандардните јазици, како што кажавме Solidity, Plutus и така натаму, значи овдека можете да го прочитате. Значи буквално може да прочитате што треба да направи овој смарт контракт за разлика од кодот кој што треба да го разбирате за да разберете што треба да се случи кога ќе се исполни овој јазик. Идејата која е? Идејата е дека на овој начин вели преку овој тип на програмски јазик за смарт контракти се елиминираат потенцијални грешки, лупови и така натаму, затоа што овој јазик дополнително не може да има лупови. Тоа е една од интересните работи кои што ги видов кај него. Значи, кажува дека не може да има луп. Значи, тоа е еден од најголемите проблеми кои што може да се деси во нешто што е ваков тип на програмски јазик, каде што ако некој најде начин како да го направи тоа, може да го оштети, да го злоупотреби, нели самиот смарт контракт. Тоа е една од најголемите слабости на денешниот блокчейн. Значи смарт контрактите, доколку некој успее да влезе и го промени кодот, може да направи тоа што сака да го направи. Така, за разлика од тоа, овдека, значи според тоа што го објаснуваат самите они, значи истите не можеш да го промениш или пак да направиш таков тип на луп на самиот Значи овдека може да видите во овие кои што ви објаснувам овде, кои што ви ги променувам, ова се карактеристиките на нивниот програмски јазик. Дополнително multi-sig key authorization, каде што може да биде со нормална или пак со повеќе клучови авторизација. Значи наистина има многу. Плюс е zero knowledge compatible, тоа сега ќе го разговараме. Значи самиот блокчейн дополнително успеал да развие и zero knowledge proof компатабилност, односно знаете, сами тоа е практично момент каде што вие можете да докажете на некој друг без да му покажете доказ дека нешто е така. Значи, баш имаше интересна работа кога треба да објасниме што се Zero Knowledge Proofs. Значи, вели, замислете ако треба сега да влезете во бар и нормално за да влезете во бар, човекот на врата ја прашува дали имате 18 години, така. И сега вие за да му докажете треба да му дадете лична карта. И сега на личната карта стои се, и адреса, и име, и се. Сега вие не сакате да го направите тоа. Така, вие сакате да му докажете на човеков кој што е на врата, нели security, обезведување, без при тоа да му кажете кој сте или каде живеете, така. И сега, ова е уствари технологија која што му дозволува на вратарот да се увери дека вие сте 18 години без да види личната карта. Значи, тоа би било наједноставен пример кој што секој би го разбрал, така. Значи, тоа е тој дел на блокчейн технологијата која што го дозволува баш оваа технологија, Zero Knowledge Proof, каде што без да ви покажам доказ, јас ви докажувам дека условите се исполнети за смарт контракт, односно оној паметен договор да се реализира. Сега, како го направиле тоа? Не директно, туку преку партнерство со Lurk Lab. Значи, они не развивале директно Zero Knowledge, како што успеав да разберам, туку тоа го развиле преку партнерство со уште една помала компанија, така наречена Lurk Lab, која што им го довела практично Zero Knowledge Proof на кадена. Значи, кога станувате компатибилни со одреден друг проект, блокчейн и така натаму, вие ефективно можете да користите технологијата која што овој блокчейн ја поседува. Така да на тој начин не само што успеале да внесат Zero Knowledge Proof на овој блокчейн во текот на 2024 година, туку дополнително и моментално градат, сега не знам дали е успешно изграден, но овдека се напоменува дека градат и Zero Knowledge Proof мост кон Ethereum. Многу битно, затоа што во денешно време знаеме дека најголемиот екосистем е во Ethereum. Така да сега дали успеа или не сум сигурен, не може да најдем повеќе информации, но идејата е да се направи Zero Knowledge Proof мост кон Ethereum. Ова ќе бидат многу подобри мостови од првичните кои што се помеѓу блокчейни, затоа што кога имаме Zero Knowledge Proof практично имаме многу помала шанса за некој да го манипулира. Знаеме дека мостовите до сега беа најголемиот point of failure за сите блокчейни претходно. Така да ова е доста интересно. Останува да видиме како ќе се развива и значи на крајот од денот ова се позитивните ствари кои што ги има овој блокчейн, кои што
на некој начин го издвојува од останатите. Самиот блокчейн по себе е испрограмиран на Haskell. Haskell е програмски јазик кој што беше користен и од Cardano за да го создадат Cardano блокчейнот, дури овдека самата Cadena, значи како проект напоменува дека Haskell како веќе тестиран код кој што е навистина стар на пазарот и е на некој начин применуван од најискусните, е буквално една од најдобрите солуции која што може да ја земете за вашиот блокчейн, и тоа они буквално и го напоменуваат дека затоа и Cardano го направиле истото како и Cadena. Со тоа што нормално имаат single currency, тоа е Cadena која што се користи за трансакции, сега овдека има интересна работа, имаат нула практично трансакции. Односно истите имаат скоро бесплатни трансакции. Значи нивната трансакција е 0,0000007 Cadena, значи што е смешна цена, така. Значи нешто што на Proof of Work е малку повисоко, знаеме и сами, така, затоа што е многу побавен самиот блокчейн. Но овдека заради оној true output, каде што имаме сите блокови во исто време се пишуваат, значи цената на трансакцијата е екстремно ниска, нешто многу добро за овој блокчейн. Потоа има Native Oracles, овдека се однесува на Native Oracles помеѓу сите овие блокчейни кои што синхронизирано функционираат, значи они помеѓу себе се поврзани со самиот блокчейн, така, значи комуницираат помеѓу себе со самиот блокчейн кој што во оваа ситуација е и Oracle за самиот блокчейн. Safer Smart Contracts, како што кажеме, затоа што има посебен тип на програмски јазик кој што е уникатен само за Chainweb, односно Cadena, и нормално Proof of Work, кој што самиот по себе е многу по-безбеден генерално од Proof of Stake. Тоа не го мена фактот дека Proof of Stake е исто така безбеден, но ово е нормално како уникатен тип на блокчейн консензус, многу по-безбеден. Така да, реално како консензус, како да речам, блокчейн се доста уникатни, мене ми се допаѓа сето тоа. Она што не ми се допаѓа е и прост пример. Значи овдека можеме да видиме како изгледа hash rate, затоа што знаете и сами. Каде што имаме proof of stake, тогаш е број на нодови и така натаму, нели, TPS. Овдека имаме обратна ситуација каде што треба да видиме network hash rate, односно за тоа колку мајнери се присутни на мрежата, колку mining through output во оваа ситуација имаат и дополнително колку е тежок алгоритмот за решавање во однос тоа колку мајнери се приклучиле на мрежата. Проблемот што е, овој кажува дека во текот на оваа година они не само што не напреднале, туку погледнете, стагнираат, така. Значи има некој напредок во декември 2023 година, кој што траел практично негде до мај, тоа е оној дел каде што имавме bull market од октомври до март на алткоините, и потоа имаме стагнација и повлекување, што значи дека наместо доаѓаат нови мајнери на Cadena, затоа што како што кажуваме станува збор за майнинг блокчейн, значи гледаме дека излегуваат од Cadena. Тоа е проблемот кој што го гледам моментално со овој блокчейн. Зошто? Затоа што еве како треба да изгледа блокчейн кој што расте во Proof of Work. А тоа е Casper. Каде што гледаме дека се повеќе и повеќе мајнери се приклучуваат на блокчейнот, тоа ви кажува дека интересот за овој блокчейн се повеќе расте, а со тоа нормално се повеќе се користи токенот, на тој начин и токенот добива на цена, повеќе луѓето го конзумираат и го држат овој токен и така натаму. За жал сакам да земам и други примери, но едноставно не знам зошто. Еве Ergo, го земавме Ravencoin, го земавме Zcash. Проблемот е што не ни дава да видиме како изгледа на долг рок нивниот хешрейт. За жал, не знам зашто не ни го дава тоа. Не можев да најдам нигде на долг рок, можев само за Каспа, нормално и за биткоин, нема поента биткоин да го споредуваме со Proof of Work овдека, значи тоа е смешно, но сакав да го споредам со други проекти, проблемот е што ни го дава само на дневно ниво, што не е доволно. Значи сакав да видам дали е само во оваа ситуација Cadena, затоа што реално не сум толку стручен за Proof of Work, да видиме дали ваквата стагнација е само кај Cadena, затоа што пак ќе напоменам. Еве како треба да изгледа блокчейн во Proof of Work кој што расте. За разлика од тоа гледаме дека не е истиот случај со нормално Cadena. Така да тоа е една негативна работа. Сега, дали е тоа, знаете како пак ќе кажам, че јас моите познавања за Proof of Work се ограничени и многу сум повеќе посветен на Proof of Stake, затоа што пак првата работа, значи колку и да е, еве, и они се многу ефикасни во однос со користење на електрична енергија, знаете дека тоа е една од најнегативните работи кои што ги имаат овие Proof of Work консензус блокчейни, но што е дека проблемот? Првиот момент кога било кој ќе слушне дека вие сте на Proof of Work, автоматски него му доаѓаат во глава загадување, климатски промени, толку. Значи, проблемот во оваа ситуација што е? Вас блокчейнот ви е одличен, имате многу мала конзумција на струја, вие кажувате дека сте Proof of Work. Толку, значи, толку знае моментално оваа фела во финансиите, да речам,
и веднаш ве отпишува. Тоа е проблемот. И затоа не сум толку насочен во Proof of Work. И еве сега дека јас овој гајд ќе го оставам во дескрипција за оние кои што потенцијално сакаат да можат да најдат како да прават майнинг на Кадена, дека имате се. Од тоа како да се приклучите на майнинг пулови, до тоа нормално како потенцијално би ги користеле вашите ASIC майнери, како да ги поставите и така натаму. Сега, понатаму сакам да споредам два интересни моменти во однос на нивната апликација, затоа што они кажуваат дека се добри за тоа, а јас нигде не видов доказ. Значи, тоа е едно од битните работи кои што постојано ги кажувам. Мораме да најдеме доказ за тоа што го зборуваат, затоа што вие ако се посветите само на тоа што го кажува Тимот вас може да ви ветува се и се што. Значи, многу е битно да најдете дали има доказ за тоа што Тимот го зборува, се разбираме. Значи, они може да ни кажат дека се најдобри на свет, треба тоа да го видиме. Зошто јас на почетокот ви кажав? Јас не најдов нигде доказ дека они работат со JP Morgan или дека работат со SEC. Најдов доказ дека нивните два вработени доаѓаат оттаму, па затоа верувам дека ги го ставиле тоа. Од друга страна, овдека на нивната официјална страна стои дека они се насочуваат кон real world assets. И тоа не само на нивната страна, туку и во една од новитетите, значи во однос на вестите на овој проект. Значи, овдека и самиот, значи погледнете, во октомври 2024 година, значи Кадена Chief Business Officer, значи тоа е CBO, така, CBO, вели се фокусираме највеќе на, погледнете, сега овдека сакам само да го покажам тоа. Каде се извинувам? Значи идејата им е во поново време да се фокусираат на асет токенизација и real world asset, нели, генерално, се тоа што моментално гледаме дека е доста популарно. И сега значи они тоа на неколку места го спојавиле како информација дека тоа се насочува. Така, ајде да видиме дали навистина ги имаме, разбирате? Значи многу едноставно, тоа е најдобрата работа на блокчейнот, нешто што не може да ви го дадат ниту акции, ништо друго, така. Значи погледнете, овдека ние можеме ефективно да видиме дали нешто до сега е токенизирано на Кадена, така. Значи да погледнеме. Во однос со стейблкоини, гледаме дека овдека во однос со оние кои што ги гледаме нема Кадена, така дури и ќе отидеме вака на пониско да видиме, јас Кадена овдека не гледам. Значи дека на стейблкоини нема ништо токенизирано на Кадена или па е премногу малку. Ајде да видиме US Treasuries, значи овдека ова се нормално американските обврзници. Значи, да видиме и овдека, Avalanche, Aptos, Solana, Arbitrum, Stellar, да ги видиме помалите, Offchain, Polygon, Optimism, Base, Mental, Noble, Sui, значи нема, и XDC. Значи дека и овдека го нема, така. Значи, да видиме кои се тие што они ги кажуваат дека се фокусирале на токенизација на ствари од реалниот свет. Значи, да погледнеме и понатаму, ова е глобални обврзници, значи ова не е на Америка, туку на се останато. И овдека да ги погледнеме кои се, значи еве ги кои се протоколите, ни еден од нив не е Кадена, така. Private Credit, значи ова е практично институции за lending and borrowing, кои што користат блокчейн за тоа да го прават. Figure, Maple, Centrifuge, Goldfinch, Curve, TrueFi, Pact. Ова може да е Pact, затоа што нели нивниот така и се нарекуваше, рековме, ево Pact. Каде беше сега, ни избега? Ево Pact. Потенцијално може да е ова. Значи, не сум сигурен, затоа што го видов претходниот пат, затоа што не стои кој е овој. Значи, пробав да најдам, не може сега да видиме дали е. Не е ни тоа, гледате, значи ова е некој друг блокчейн, не е нивниот, како и да е. Значи, ги нема ни овде. Ајде да видиме кога станува збор за ресурси. Значи, во ресурси, нормално, поголемиот дел од ова е злато. Значи, Paxos, Tether, Comtech, Gold, Aurus, Wisdom 3, VNX. Овдека ги нема. Институцијски фондови, ова е нешто сосема ново, до сега го немаше. Значи, ова е практично фондови како BlackRock и екипа, кои што токенизираат моментално. Securitize, Superstate, Republic, Liber Capital. Ги нема. И нормално во акции, значи тоа е оно што ви кажувам, не е само што ви кажува Тимот, него дај да видиме дали тоа навистина се случува, се разбираме. Да видиме овдека кои се Ethereum, Gnosis, затоа реков Gnosis има приоритет заради ова. Значи, тие блокчейни што ќе успеат да направат токенизација на акции ќе бидат едни од најаките играчи во светот. Затоа Gnosis Pay го ставив на watchlist. Дори планирам да го купам наскоро, затоа што ова ќе биде добра адиција на нашиот DeFi. Значи, Aero, значи, допаѓа, сакам да го купам, премногу е комплицирано. Сега треба да преместувам на MetaMask, па таму да правам конверзија, па да враќам назад,
Значи, премногу комплицирано и ме нервира тој процес кај што не може едноставно, знам, значи се поентата на DeFi е баш тоа да може да доеш до било што, но сега ќе видиме дали ќе биде Gnosis Pay или Aero, некој од тие дефинитивно ќе го додадеме затоа што моментално DeFi не е многу слаб. Значи имаме само јуни и заради тоа би сакале да го надградиме тој дел. Значи погледнете, Arbitrum Base нема, значи го нема ни тука. Што значи дека нигде го нема Кадена, така. Следно, Кадена вели дека е уникатен за DeFi. Истата ситуација. Значи дека се многу добри и дека DeFi потенцијално би функционирал многу добро на овој блокчейн, така. Ајде да видиме дали е така. Значи DeFi Lama исто така. On-chain има само 1,87 милиони долари заклучени на Кадена блокчейн. Па брат, каде е DeFi? Сега не разбирам. Значи не е само да кажеш, треба да видиме резултати, така. Значи еве за да разберете. Еве како според Layer 1 изгледа колку треба да има капитал еден Layer 1 за да кажете дека имате DeFi, така. Еве прост пример. Значи нормално не може да споредуваме со Bitcoin или со Solana кој што има 6, 9 и 9 милиарди, но еве да се придвижиме надолу, погледнете. Значи Layer кецови има солидни количини, така. Значи еве дури Layer 2 Base има 3,8 милиарди, Arbitrum 3 милиарди, Avalanche 1,4 милиарди и сега ако отидеме надолу дури да ги земеме помаливе, значи Gnosis Pay кој што е од вчера има 354 милиони. А Кадена кој што наводно е уникатен за DeFi има 1,8 милиони. Сами разбирате поентата. Значи не е само да го кажеш, поентата е да видиме резултат. А гледаме дека резултати се смешни, така. Значи сега треба да видам нешто за да речем, да, вистина, ова што го кажуваат, на вистина се гледа по on-chain, така. Значи овдека гледаме дека не е тој случај. И во однос на вести, вести најдовме неколку интересни за овој проект. Прво, како што ќе кажеме, значи самиот CBO, односно Chief Business Officer, признава дека се доста назад. Зошто го велам тоа? Значи, еве, ние сме овде, ние и понатаму градиме. Да, срцка градите, ама никој не знае за вас, така, никој не слушал ништо од вас. И она убаво тоа кажува. Значи, вика, имавме добра репутација, но луѓето вика се изненадени дека се уште сме вика тука. И се тоа е проблемот. Гледате, значи проблемот е што едноставно нема многу вести, не се случува партнерства, надграби и така натаму, или па ако тоа го правите тивко, луѓето не знаат за вас. И сега дека што вели, моментално во 2024 октомври почнале со да речем големо, како да кажем, проширување. Значи вработуваат многу луѓе, се обидуваат нели да го зголемат капацитетот на компанијата со цел да можат да направат така речено што може нели повеќе од овој блокчейн, но повторно, значи тоа не е доволно, така. И еве ти уште еден момент, значи нема вести, барав не може да најдем ништо. Едни вести беа тоа дека имале некој апдейт на Binance, дека Binance ќе го поддржи, ама реално немаше никакви информации за апдейтот. Значи буквално немаше што е апдейтот, што прават, се разбираме, дури на нивната официјална страна. Кадена и Зилика, криптопионери кои што се буквално оставени назад. Значи овдека напишано крајно и јасно, дека едноставно самите по себе се доста наназад. Значи, за жал, двата се добри во однос на блокчейн и функционалност, но реално нема многу вести, нема многу функционалност, значи едноставно не се случува нешто посебно на овие проекти. Тоа е поентата што ја кажам постојано. Без вести, без партнерства, без да бидете во етерот, едноставно како да не постоите. Тоа е проблемот во денешно време. И за жал нема многу позитивни работи, значи се е супер, нивниот блокчейн е одличен, но тоа не го менува фактот дека на крајот од денот џавете е одличен блокчейнот кога никој не знае за него, така. Сега во исто време нивната техничка анализа е многу добра, затоа што го имаме како и кај многу други проекти, буквално ова е почетокот на bull маркетот. Зошто го велам тоа? Погледнете. Значи конечно прв пат успеала да пробие од оваа cup and handle формација, која што со нејзиниот тренд е уствари основната bear market формација, пробивањето, како што знаете и сами, на ваков тип на левели, што се случува. Откако ќе пробие ретест на истото, да се практично претвори во поддршка, каде што прави ретест и на сите средни вредности на market cipher и на bull market support бендот, гледаме дека оваквиот скок успеал да испадне надвор од Bollinger бендот, што е нормално дека нели ќе имаме враќање назад, со тоа што сега повторно за жал се наоѓа на ова локално ниво уште од 2021 година, кое што сега моментално се обидува да го пробие, но пак, значи се вратиме на месечно ниво, каде што и најубаво ќе видиме што се случува со овој проект. Првата проекција која што можеме да видиме од оваа формација на cup and handle, од нејзиното пробивање,
заедно со во оваа ситуација самиот FIB кој што е поставен од оваа последна корекција, ни дава мета од негде $4,5, која што гледајте колку значи конвулзија имаме на индикатори. Тоа е второто ниво на FIB, во исто време тоа е метата која што добиваме од оваа конструкција, оваа формација, како и ова месечно ниво на Dead Cat Bounce кој што сме го добиле во почетокот на bear маркетот во февруари 2022 година. Така да на некој начин ова ќе биде едно од најглавните психолошки мети кои што можеме да ги достигнеме за самиот почеток на Кадена од низината моментална цена која што е негде околу 1, тоа е 4x. Значи после 4x очекувате дека овдека ќе имаме на некој начин напнатост на цената и нема да разговарам за нов all-time high затоа што додека не видиме ефективно вести од овој проект, дека нешто ќе се менува, нешто ќе се работи, не можеме да разговараме за нов all-time high, да бидеме реални, така. Но пак ќе кажам, значи тоа не значи дека нема потенцијал, значи уште еднаш ќе напоменам и мртви проекти оживуваат во тек на bull market, па така и Кадена. Не велам дека е лошо за неа, само сакам да кажам дека реално имаат потенцијал за нешто плюс во овој bull market само заради тоа што сите проекти се движат нагоре. Но фундаментално не. Еве отворено, значи не. Не видов никакви потенцијални добри вести, не видов ништо од однос на roadmap, значи едноставно нема. Вести нема и самиот проект си признаа дека еве сега почнеме да вработуваме затоа што наоѓаме bull market. Дечки, тоа е разликата, ја постојано што ја зборувам. XRP, Cardano, останатие, Polkadot, они работеа во текот на зимата, кога сите спија и имаше еден куп вести за нив, така? И затоа сега моментално гледаме добар перформанс на цената. За разлика од тоа вакви проекти кои што спиеле цел bear market, нормално дека нема да имаат, така? Значи еве го тоа го гледаме, цената спие, така? И сега, една исто така битна работа која што треба да напоменеме. Добро е тоа што е proof of work и само 30% од токените се пуштени во циркулација од максимални 1 милиарда. Што значи дека допрва имаме за майнинг, значи погледнете и сами. И исто така битна работа, за разлика од останатите proof of work кои што од самиот почеток се направени да бидат нели fair mining, значи fair распределба, нема никаков pre-mine. За разлика од тоа имаме pre-mine кај Кадена, каде што гледаме дека погледнете и сами, значи 20% се за самата платформа, 70% остануваат за майнерите, тоа е тоа што сега го гледаме моментално. Значи овдека имаме сега community support 2%, ова е некој ICO од 2%, pre-sale 1,7%, што е мала количина, но повторно ова се количини на токени кои што се дадени, погледнете и сами, на овие pre-sale или ICOs, како сакате, кои што биле во текот на 2020 до 2021 година. Добро е тоа што веќе се завршени. Сите токени кои што требало да бидат дадени на ваков тип на инвеститори порано, се веќе дадени можеме да видиме и сега моментално останува буквално она што го гледаме во иднина. Така, значи од овде па натаму е майнинг на коини фер за сите останати, со тоа што гледаме дека инфлацијата е доста голема кога станува збор за майнинг на коини, наградите од нодовите се доста големи. Погледнете и сами, значи експоненцијално расте и тоа дебело во однос на следниот период и се планира 120 години да има според нивните кажување, 120 години од сега па натаму да има награди во однос на майнинг, нормално ако успее да преживее овој блокчейн. Како и да е, кога е майнинг е фер и е многу поинаку за разлика од нели кога станува збор за proof of stake, каде што е инфлација. Овдека е майнинг и допрва треба да видиме нели како ќе се движи понатаму самиот майнинг на Кадена. Значи сега за сега гледаме дека стагнира интересот за майнинг на Кадена, но можеби ќе се промени тоа, останува да видиме. Пак ќе кажам, треба да видиме активно со проектот за да можеме позитивно да разговараме за него. Во однос на токеномија исто така ќе разговараме и за нивните contributes, значи гледаме дека е активен блокчейн, тоа е многу битно, посебно за Layer 1, тоа што постојано го зборуваме. Значи Layer 1 мора да покаже активност. Овдека можеме да видиме на месечно ниво дека имаат по, да речеме околу од сега некојаш послаба, некојаш повеќе, значи од 10 па до 100 contributes на GitHub, што значи дека активно секој месец го развиваат својот блокчейн или пак апликациите на Кадена ги развиваат своите апликации и тоа исто така се брои во овие GitHub contributes и се наоѓа на 77-то место во однос на развој на самиот блокчейн, со тоа што е за разлика да видите како тоа изгледа, значи најдобрите кои што го прават тоа, значи ќе го земеме овдека на прво место е Cardano, кој што на месечно ниво, погледнете и сами, само секунда, погледнете, значи во октомври, како еден од оние месеци, каде што имал колку 2392, во ноември имал 1400,
во декември имал 900, а за разлика од тоа овде ќе имаме од 10 до 100, ме разбирате? Тоа е разликата. Сега гледате колку е поактивен овој екосистем, колку е поактивен овој блокчейн. Затоа ви велам. Еве како изгледа блокчейн кој што работел. Без разлика дали било bear market, како во февруари 2024 година, тоест не беше bear market, тоа ќе беше оној altcoin момент, но како и да е. И ако се вратиме назад ќе видиме дека Cardano секогаш бил на прво место. Сега не е да го споредуваме со Cardano. Сакам да ви кажам како изгледа активен блокчейн кој што постојано има контрибуц и како изгледа блокчейн кој што си живурка, се разбираме. Во исто време, девелопери, истите имаат 11 девелопери кои што работат постојано, full time, и 27 на месечно ниво, што не е ни лошо, не е ни добро, зашто истата ситуација. Значи, кога ќе споредиме, гледаме и други блокчейни кои што се Layer 1, кои што се наоѓаат на истото ниво, за разлика од најдобрите, кои што може видите и сами, каде што имаме значи 2100 на Ethereum, 500 на Solana, Polkadot е еден од најдобрите секогаш со 448. Затоа велам, значи Polkadot е нешто што допоро ќе ни изненади и ако продолжиме понатаму, гледаме дека стотици девелопери се потребни за еден Layer 1 да функционира како што треба, се разбираме. Ако продолжиме понатаму, он се наоѓа со 11, погледнете и сами, на многу ниско ниво, но сега знаете како, не можеме да осудуваме зошто. Ако погледнеме каде се наоѓа на 11, ќе видиме дека има и други битни добри проекти кои што се на некој начин на истото ниво. Значи не можеме да кажеме сега нели, нема да го споредуваме што не е Layer 1. Ама Tron е Layer 1, така. И сега иако максимално е посветен на стейблкоини, Tron и понатаму е Layer 1 кој што можеме да видиме дека ефективно има исто колку и самиот нели, Cadena. Значи нема премногу, но гледаме дека има големи проекти како еве Litecoin, иако нема некој голем екосистем кој што се со оваа количина на девелопери, а се Layer 1. Тоа беа најголемите два кои што успеав да ги најдам. Акала е на Polkadot, така да не е Layer 1. BitTensor е AI, не е Layer 1. Значи тие се опрлика кои што имаат опрлика нели иста количина на девелопери во однос на full-time девелопери на самиот блокчейн. Значи, повторно, не е нешто посебно добро, не е нешто посебно лошо, но знаете како, кога имате mediocre постојано резултати, нема некои вести, како да ви речеме инвестирајте во него. Така, во секој случај јас никако не можам да ви речем дали да инвестирате или не во нешто, но генерално во оваа ситуација навистина покажува дека, како да ви кажам, многу работи се негативни за проектот. Така, ова е Explorerот, Cadena Blockchain Explorer, каде што ќе може да ги наоѓате вашите трансакции потенцијално доколку ви е тоа потребно, и во однос со децентрализација е уште една негативна работа, нема податоци. Значи нема податоци за тоа кој што колку поседува, погледнете. И сега како да ви кажам дека ова е сериозен блокчейн, кога како Layer 1 оваков тип на транспарентност е многу битна. Што ние треба да знаеме дали има концентрација на KDA или KDA токени или Cadena токени во одредени wallet-и, а овдека не можеме тоа да го видиме. Така, значи ова е исто така негативна работа. И сега затоа ви велам јас, гледате, че јас не се обидувам да најдам позитивни или негативни работи. Најдени се, јас само ви ги презентирам. Затоа постојано ви велам, значи треба да си направите сопствено истражување и нормално секогаш да замолувам ако нешто погрешно сум кажал, ако нешто не сум нашол, ако нешто поинаку мислите, споделете го со нас во коментари, на тој начин јас ќе научам и нормално нашите гледачи ќе можат да добијат дополнителни информации. Така да затоа уште еднаш ќе напоменам, значи во оваа ситуација правиме детално истражување за многу едноставно кога некој ќе ви каже вас нешто во една минута на некој видео на YouTube дека е многу добар проектот. Треба да видите дали е тоа така и треба сами да го проверите. Тоа е поентата на овие анализи. И тоа поентата е да ве научиме како вие да ги правите. Јас знам да ги правам, поентата е вие да ги правите. И кога вие ќе научите како да ги одговарате овие 6 типови на прашања,